Јас сум Светлана Ристеска, а ова е емисијата Разговор со повод. Измина 6 месеци откако градоначалникот Илија Јовановски ја презеде градоначалничката функција. Реализираните проекти, проблемите и предизвиците се повод за разговор со првиот човек на градов. Со него ќе говориме за инфраструктурните зафати во населбата Трибагреми, за функционирањето на јавните предпријатија, за работата на Општинскиот совет, за изградбата на Центарот за деца со церебрална парализа и друго, како и за критиките на опозицијската ВМРО ДПМН. Добре дојдовте, градоначалниче, во студиото на Канал Визија и верувам дека пријатно се чувствувате. Добро ве најдов, пријатно се чувствувам. Сакам да ве поздравам вас, да ги поздравам гледачите на вашата телевизија и да ги поздравам сите граѓани на општина Прилеп. Постои ли простор за задоволство од започнатото и постигнатото и што е тоа што влива надеж дека дадените ветувања пред граѓаните ќе се реализираат во целост? Задоволство постои апсолутно. Јас сум задоволен што го направив како градоначалник и локалната самоуправа што го направив на овие изминати 6 месеци. Секогаш може и повеќе, ама јас сум начелно задоволен од она што го начекав оставено, во која состојба беше и во која состојба сега сме. Јас сум многу задоволен, тоа ќе го кажам и со факти, а посебно задоволство ми представува вчерашниот настан. Сакам да се навратам во оваа прилика, токму на 6 месеци од нашето доаѓање во локалната самоуправа. Вчера имавме пријатно изненадување за градот воопшто и за локалната самоуправа. Сакам да објаснам на граѓаните дека Прилеп има бенефит од минералните суровини. Од минералните суровини во Прилепска општина. Именно пред месец и половина имаше аукција на земјиште за минерални суровини, тоа е концесија за мермер. Првин за концесијата е за преработка на мермер, ама се е само геолошки испитувања во овој момент, и таа аукцијата на таа концесија достигна вредност од прилика 7,3 милиони евра, што досега во приликите на нашето стопанство во Прилепска општина се нема случајно. 1/3 од тие средства и припаѓаат на општина Прилеп. Само да кажам дека сите тие средства, 78% припаѓаат на општините, во конкретно случај на општина Прилеп и општина Долнени, а 22% оди за државата. Да не должам многу, Прилеп доби околу 2 милиона евра вчера на нашата сметка, така да тоа ќе биде бенефит за нашата општина, за нашите граѓани. Ќе имаме можност да направиме многу повеќе и подобри инфраструктурни објекти, социјалната заштита да биде на повисоко ниво, да имаме детски градинки, да бидат згрижени оние деца и луѓе со посебни потреби и така натаму. Ова нека биде како вовет, како најава. Сепак задоволството на крајот на 6-месечното моје градоначалување, мислам дека вроди со плод и со успех, како прво ова што вчера ни се случи со одобрувањето на средствата од државата. Предлагам да кажеме за тоа дека општината ја наследивте, како што рековте и вие, на почетокот на мандатот во долгови, односно обврски од 3,5 милиони евра. Се консолидира ли општинското кесе за реализација на вашата програма како градоначалник на општина Прилеп? Да, за консолидација треба малку повеќе, но мислам дека ги направивме првите чекори од тој долг, само да наполнам. Околу 3,5 милиони евра беше долгот, целокупниот долг на општина Прилеп, и тоа ќе го кажам во кратки црти. Во денари тоа се 202 милиони денари, од кои што 60 милиони денари, тоа отприлика милиони евра, тоа се кредити долгорочни за наредните 5 години, значи 60 милиони денари и за лизинг на возила. Инаку годишно од таа сума, од тие 60 милиони, 10 милиони денари се исплаќаат на годишно ниво. Околу 30-35 милиони денари се по основ на ризици. Тоа се отужени што би следело побарување на одредени субјекти,
а има два кои што се околу 30 до 32 милиони денари известни ризици на побарување. Ќе спомнам, тоа се околу 20 милиони денари, тоа е компанијата Изофаст, која што откупила градежно земјиште неизградено, платила комуналии, има судска постапка каде што тие ги платиле комуналиите околу 19.000 денари заедно со продажбата на тоа земјиште. Тие пари се потрошени, а сега при крај судската постапка, што без камати тие парите мора да ги вратиме, тоа е едниот дел, и уште 10 милиони денари, тоа е за продажбата на 3 објекти во касарната Мирчацев, кои биле пред неколку години продадени, па потоа отстапени, не знам зошто, не можело да вратени биле парите, продадени, потрошени се парите, компанијата што ги купила тие објекти си ги наплатиле средствата од Министерството за финансии и сега ние должи на Министерството за финансии околу 10 милиони денари. Тоа се ризици тие и остане отприлика околу 104 поточни милиони денари, кој што е главниот долг, што го имаме званично важечки за општина Прилеп. Тековно, што треба да се навраќа, да се враќа. И да кажам сега, од првиот ден на моето доаѓање до вчера, до вчерашниот ден, ние имаме вратено 62 милиони денари. Тоа значи дека милион евра се вратени на добавувачите, секаде каде што должена општината, ние успеавме да вратиме токму за овие 6 месеци 1 милион евра, што не е малку, и мислам дека токму во таа прилика сакам да кажам дека токму заради тоа сум и задоволен. Ние постапно и тековно ги решававме сите тековни проблеми што ги имавме и оние нормални работи што требаше да се вршат во општината, а и успеавме да вратиме еден голем дел од долгот, што се надевам дека до крајот на оваа година тоа ќе биде завршено, регулирано. И да кажам дека уште кога станува збор за долгот, проблемите се уште поголеми во јавните комунални предпријатија. Тоа морам да го искажам, жал ми е што ова морам да го кажам, во сите јавни комунални предпријатија се, а особено комуналици. Комуналици е во една незавидна положба, затоа што таму по основ на побарување, по основ на судски трошоци, по основ на добавувачи, таму некаде должат околу 80 милиони. Исто така износот за ДДВ-то, врската е висока. За ДДВ посебно, застарено ДДВ, па репрограмирано и повторно неплаќано. Што мислам дека никаде тоа не води, не смеело така да се прави и така натаму. За водовод, да кажам дека за водовод имало, сега последно разбравме дека испратени биле, успари за исплаќање требало околу 16 милиони денари по основ на долг како на понешниот фонд за води, односно сега сектор за води во рамките на Министерството за животна средина, значи 15 милиони 889 илјади, што сега видовме дека тие треба да се платат. До сега тие не беа као прикажани, ама видовме дека тие на 14 октомври ноември 2017 година тој долг постоел. А последна приказно што сакам да кажам за јавното комунално предпријатие Пазари, каде што исто така е во незавидна положба. Таму има продавано на објекти, за жал злоупотреба имаме, не сакам за тоа да зборувам, за тоа имам финансиска полиција, од Министерството за внатрешни работи, во тека и постапка, и само да кажам дека за две работи никако не може да ми поминат по главата. Објектот во Сточен пазар бил продаден за 800.000 денари, а претходно се вложиле 4 милиони денари за негова реконструкција, негова поправка и така натаму, што е недозволиво за една таква. И уште нешто за млечниот пазар. Вие сите знаете, млечниот пазар е криминално продаден, распродаден, и мислам дека мора да има некој завршен епилог, затоа што со тој млечен пазар, првиот ден кога дојдов на моето работно место, следниот ден од кога ја доби функцијата, значи на 27 октомври 2017 година, добив две извршни решенија, 2 милиони и 400 илјади денари на
наплата кон Тинекс, новата компанија што го откупила, и уште 629.000 денари друго извршно решение, пак по основ на една од фирмите која што таму работи. Мислам дека овие само се еден дел од тоа, а да не зборувам па злоупотребите што биле правени на продажбата на градеж на земјиште, кога прв пат се продавало по висока цена, например околу 2000 денари по квадрат, во градина тоа се случувало, по 2000 денари се поништува тој конкурс, па после да се продават по 71 денар. Тоа е недозволиво и неправедно према граѓаните. Исто така со продажба на градежно земјиште во Сточен пазар, каде што првиот пат се продавало земјиштето на по 1800-2000 денари, а после повторно биле вратени на граѓаните парите од првата аукција, повторно нов оглас, па се продавало земјиштето не по 1800-2000 денари, туку по 161 денар. Мислам дека такви работи нема да се случуваат повеќе. Тоа е недозволиво и недопустиво во сегашни услови на демократија, на транспарентност, каде што треба нормално да се работи. И јас сум уведен дека така нема да биде понатаму. Кога ги спомнуваме јавните предпријатија, факт е дека по преземањето на функциите и вршителите на должноста директори ја информира јавноста за лошите финансиски состојби во која ги затекнале јавните предпријатија. Моето прашање до вас, дали сега успеваат да одговорат на активностите и секако на обврските кон граѓаните кои што ги имаат овие јавни предпријатија затоа што постојат токму за нив? Секако дека успеваат, кои повеќе, кои помалку. Јас знам дека тие проблеми не може да се решат ниту одма, ниту веднаш, ниту ќе се решат секогаш до крај, ама мислам дека се трудат тие и сите ние заедно да им излеземе граѓаните во престрет, што помалку да има проблеми, што повеќе тие да бидат задоволни, што поредовно да имаат чиста вода за пиење, зборувам за јавното предпријатие водовод и канализација. Се потврли малку во поглед на хигиената во градот? Имаше ли малку? Во почетокот да, се потврли, имаше, мислам, јас сум сведок, не сакам да кажувам дека е нешто добро кога не е добро, но тук имаше сплет на околности. Сегашниот директор беше како вработен, не можеше да биде директор, заедно со минатиот директор као заедно работеа, а можете да замислите едниот одговорност, а другиот да раководи. Тоа беше отприлика месец и половина, ама после нова година мислам дека почнат малку да работите да заживуваат и јас сум уведен за наредните 2-3 месеци овие комунални проблеми ќе бидат решени. Само да напоменам дека токму во тој дел наредниве 10 на дена ќе добиеме една, ајде, ја нарекуваат машина метларка, машина за метење на улиците. Тоа ќе добиеме и одмah да напоменам, не го крием задоволството, тоа ќе биде донација на Прилепска пиварница, која што како обществена одговорност, мислам дека покажа како треба да се работи како одговорна фирма, како добар менаџер. Јас тоа му го предучив на сите други менаџери што на економскиот совет и мислам дека секој во рамките на можностите тоа ќе го направи затоа што на некој начин сите имаат обществена одговорност. Посебно оние рентабилни фирми кои што имаат можност тоа да го направат. Ово кажав само како пример и некој зборувавме за чистењето на улиците. Ова е една од тие машини и во тека постапката на јавна набавка на уште две такви машини, морам да кажам дека ќе бидат половни, ама сигурно тендер што ќе функционални, затоа што се многу скапи, инаку тоа е преку 120-130 евра една таква. Ова ќе биде можеби една третина, една четвртина отприлика. За почеток тоа мора така да го направиме, ама сакаме во наредните 2-3 месеци за време на летото, за време на пивофестот, театарските игри, градот да биде чист и мислам дека ова ќе биде како увертира, како тоа да го направиме. Истото тоа сакам да кажам јавно комунално предпријатие Пазари, која што им излегува на пресрет на граѓаните, последно таму има проблем со овие камиони што носат зеленчук и овоше за продавање и ги има на плацевите како што е кај железничката станица или некои други места. Се прават напори сега и во постапка е тоа како да се конкретизира и да се централизира на едно место да бидат сите тие заедно. И уште да спомнам за јавното
предпријатие за просторно урбано планирање, каде што е клучниот дел јавниот превоз на граѓаните и паркирањето. Јавниот превоз, јас воопшто не сум задоволен, да ви кажам, ама имаат оправдување затоа што сите автобуси што ги најде, како што ми кажа новиот директор на овој јавно предпријатие, беа така речено распаѓани. Сите се стари по 15-20 години, знаете за набавка на нови автобуси треба големи средства, а и за тоа ќе кажам понатаму. Во овој момент се прават реконструкција, поправки на тие неколку автобуси за да му излезат во пресред на граѓаните. Јас знам дека и линиите се намалени и време траењето е зголемено. Ама еве јас сакам да му порачам на граѓаните, тоа е за сега овие неколку месеци додека се средат работите, затоа што во тек е постапката веројатно идната недела ќе набавиме, тоа морам да го соопштам, многу ми е драго што тоа ќе се случи, ќе набавиме 4 нови автобуси на сега на метан. Тендерот е во изработка, значи ќе почне во наредната недела и во најкраток можен рок, отприлика, не знам, 4 месеци, отприлика правењето на тие автобуси, тоа е реализацијата за да дојдат кај нас после порачката, така да мислам дека во текот на летото ќе имаме поредовен и подобар јавен превоз. Првен тие автобуси ќе бидат за сите граѓани да можат со рампи за инвалиди и така натаму, ќе бидат нови, ќе бидат линиите поредовни, можеби ќе има можност за уште нова некоја линија да се направи каде што имаат можност граѓаните да имаат потреба, граѓаните за уште една линија и така натаму. Работата на градоначалникот е поврзана со работата на Советот. Каква е соработката и како тече спроведувањето на програмите кои што значат и практично функционирање на општината? Со Советот имаме одлична соработка. Мислам дека претседавачот на Советот одлично ја води работата. Сите програми што ги имаме планирано се остваруваат, поминуваат на Совет. Нормално има забелешки од опозицијата, што е за разбирање секојаш. Опозицијата може да каже нешто подобро и нешто поинаку, за нешто има право, за нешто нема. Ние тоа го прифаќаме и се она што мислам што ќе произлезе од работата на Советот, било тоа да е позицијата или опозицијата, ако сметам дека е нешто подобро и полошо од едната или другата страна, ќе го направам подобро со секогаш и нема да дозволам да има проблем со Советот. Започнавте инфраструктурни зафати во 3 багреми. Веќе таму е тампониран патот што води до 3 багреми. Организиравте и автобуски превоз за учениците, за јакната електричната мрежа, со поставување на новата трафостаница, а исто така се легализираат и бесправно изградените објекти. Тоа беше едно ветување дадено пред граѓаните и веќе се зафативте со решавање на проблемите кои ги имаат жителите од овој дел на градот. Да, точно така, и тоа ми беше, право да ви кажам, еден од императивите што требаше да ги направиме за тој дел од градот, за граѓаните од таа населба 32, посебно населбата 3 багреми, кај што граѓаните добиваа впечаток дека се чувствуваат од граѓанот втор ред, за да не биде така. И вистински мој императив беше за тој дел од градот да добие малку поинаква инфраструктура, поинаква социјален дел, и затоа главната артерија, главниот пат што води до 3 багреми го направив со тампон. Јас се надевам да не ветувам пред време, ама најбрзо што може би во текот на оваа година, а во наредната година сигурно, таа улица ќе биде асфалтирана. Така да пристапниот пат до 3 багреми ќе биде уште подобар. Како што рековте, се направи стафостаница, бетонски столбови, се појачи електричната енергија на тој дел, се отклонија неколку технички проблеми околу водоводната мрежа, така да и водоснабдувањето е подобрено. И учениците, точно обезбедивме јавен превоз за учениците до училиштето Добро Ивановски. Во овој момент се чисти каналот на Дамничка река и мислам дека тоа е едно од задачите дадени претходно и ветувањата, и одмah исто да спомнам дека тоа е во знак на општествена одговорност на
фирмата која што компанијата која што ја обавува техничка работа на тој дел на коридорот на река Дабничка река и легализацијата почната припремана документацијата за легализација на изградените објекти во тој дел. Само морам да кажам дека ние тоа го правиме за реализација за документацијата за изградените објекти, а повторно таму се градат во исти момент пак. Тој проблем ќе го имаме. Јас разговарав со жителите на тој дел, токму со тие што градат такви објекти. Ги советував дека не е добро да купуваат нелегално земјиште или купување земјиште на нелегален начин без договор заверен на нотар или на адвокат. Ама јас ги разбирам, тоа му е поевтино, тоа е начин на побрзо да дојдат до изграден објект кој што треба да живеат и така натаму. Значи, ова сакам да ви кажам дека констатацијата ви е добра, она што требаше да го направиме во Трибаграми, во најголем дел го направивме за овие 6 месеци. Во близина на касарната ќе се гради информатички центар за зачувување на податоци. Општината го ослободи Министерството за внатрешни работи од доврската за плаќање на комуналиите. Што добива Прилеп, односно градот, со изградбата на ИКТ центарот? На информативниот центар, ИКТ центар, што се нарекува, е од стратешко значење за Република Македонија. Тука ќе се чуваат сите податоци од Република Македонија за време на неволји, поплави и така натаму, ќе бидат заштитени тие податоци. И многу ме е драго што Министерството за внатрешни работи и владата на Република Македонија одлучила да тоа го прави во Прилеп. Одлучиле не затоа што го сакаат Прилеп или локалната или Прилепчани, туку одлучиле затоа што стратешки најдобро место за тој IT центарот е тука. Прилеп ќе добие нови вработувања која ќе биде тој готов центар. Исто така во тек не изградба на овој центар, прилепските компании имаат можност. За жал, тие пари се од Европска Унија. Тендерот е распишан пред неколку месеци. Албанска компанија го има добиено тој тендер да го изработува. Но да бидат подизведувачи имаат можност. Имаат можност нашите сограѓани, нашите компании, мислам дека тоа го прават и ќе го прават во еднина. Значи тој е едниот бенефит, другиот вработувањето што треба да работат сите таму во тој центар. На почетокот на нашиот разговор споменавте дека Прилеп ќе добие, односно доби средства и од минералните суровини со кои што е богата околината, секако во соработка со општина Долнине. Точно така, како што кажав, значи добивме околу 2 милиони евра, што е многу светл момент за градов. Добар инпут. Добар инпут, тоа е една инфузија што ќе ни користи за понатаму и да напомнам дека фирмата која што го доби овој тендер, Волостон, тоа е македонско-турска фирма, која што кажа дека нивните капацитети ќе бидат се поголеми. Тука тие сакат да прават и фабрика за изработка на мермер, токму на тој потек, на тој дел, во близина на оваа територија каде што добија концесијата, и во првично кажа дека за неколку месеци ќе има најмалку 100 вработувања, а до 2020 година ќе има околу 500 вработувања токму во таа фирма. И што ми е посебно драго, затоа што дополнителни средства ќе имаме од експлоатацијата на рудното богатство од тој рудник и сите останати се разбира, а и посебно вработувањата што ќе бидат вработени наши луѓе од градот. Истакнавте дека состојбата со автобусите за градскиот превоз е алармантна, дека имате решение за набавка на автобуси кои ќе бидат ставени во функција, а исто така да потсетиме и дека е воведен 4-часовен бесплатен градски превоз за пензионерите. Може ли да се прошири офатот на некои други категории граѓани кои што имаат превоз од бесплатен градски превоз, а во тој контекст се планирали и воведување на нови градски линии со цел да бидат пофатени сите населби во градов? Да, точно така. Прво да кажем дека вистински не сум задоволен до сегашната работа и не сакам да укривувам никого, затоа што условите
и состојбата што беше затечена беше таква да мораат и вработените таму и менаџерскиот тим да се справуваат и од ден за ден да ги решаваат проблемите. Значи во овој момент, еве јас сакам уште еднаш да му кажам на граѓаните, морат малку да се стрпат затоа што ќе направиме услови поточно како што кажав со купувањето на новите 4 автобуси на метан кои ќе дојдат за отприлика 4 месеци како што реков, ќе имаме можност и да се зголемат линиите и да се зголеми да се намали времето на траење на секоја една релација. Јас на граѓаните во предизборните ветувања на пензионерите поточно ветив 2 часа бесплатно возење секој работен ден од понеделник до петок од 9 до 11. Добив информација дека во тој временски период најмалку се исполнети автобусите, тоа учениците пред време одат на училиште, се враќаат таму околу 12-13 часот, значи тој временски период и затоа така одлучивме. Во меѓувреме добив информација и барање и од вас новинарите, и од граѓаните, и од пензионерите дека тоа не е доволно и дека малку биле 2 часа да ги завршат своите офатот. Па затоа на совет го изгласавме и пред 2 недели отприлика направивме да од 8 до 12 часот да биде ова 4 часа. Наместо 2, 4 часа. За сега тоа, а јас ви ветувам дека со добивањето на 4 нови автобуси ќе биде ова подобрено, а и други ранливи категории на граѓани мислам дека ќе имаме можност да привилегираме. Кога сме кај работењето на јавното претпријатие за просторно урбанистичко планирање, односно кај јавниот градски превоз, да се надоврзам и со прашањето дека ветувавте бесплатен паркинг за граѓаните, се уште паркингот се наплаќа и се уште постои така нареченото зонско паркирање. Да, јас ветив на граѓаните дека ќе биде бесплатно паркирањето. Видов дека укажувањето на стручните лица, луѓето од менаџерскиот тим од јавното комунално предпријатие ме убедија дека тоа не е добро ниту за градот, ниту за граѓаните. Можеби граѓаните ќе има бесплатно паркирање и тоа е добро сите граѓани, но ме убедија дека тоа ќе настане хаос во сообраќајот, ќе има проблеми и во овој момент јас еве се повлеков од тоа убеден дека е подобро вака како што е сега да има зонско паркирање и тоа не функционира 100% како што треба. Ма во тек е постапката за регулирање на сите оние учесници во тој дел и оние што паркираат и оние вработени таму и јас морам да нагласам се ми текне во оваа прилика во центарот на градот, каде што има кафеани, има многу паркирање на возила, каде што е забрането и граѓаните се жалат. И има многу такви поплаки во центарот на градот и по улиците на другиот дел од градот, сепак према од потегот, од овде према Табана или не знам каде, во други делови на градот, ќе се прават, прегради или ступчиња ставање за да не можат граѓаните да паркираат кога сакаат и колку сакаат. Сега е во постапката ја урбаната опрема што треба да се набави, тендерот е при крај, во текот на наредниот месец ќе се воведе така ограничување на паркирање на возила на местото каде што сега е забрането, а сепак се паркираат возилата. И сакам да кажам еден куриозитет што важи за македонците и за прилепчани. За секоја држава во светот има по нешто да се каже што е добро, што е лошо и што е посебно важно. За македонците и за прилепчаните најчесто важи правилото. Вика, во Македонија е единствена држава во светот каде што е дозволено паркирање на тротоар. За жал, тоа е така, ние секој ден го гледаме, го чувствуваме во рамките на можностите и на надлежностите. Ќе се трудам се тоа да биде час поскоро одстрането и што подобро да биде и паркирањето и луѓето, пешаците да можат послободно да одат. А сега и малку за граѓанскиот сектор. Интензивирани се активностите за изградба на Центарот за деца со церебрална парализа.
Исто така имате и мощна добра соработка, речиси, со сите здруженија кои што функционираат во општина Прилеп. Точно така. Имаме соработка максимална со сите здруженија. Да направам дека здруженијето Порака пред неколку дена, кое што е сместено во старите простори на општина Прилеп, имаше потреба од проширување на својот простор, па им дозволивме, им доделивме уште 2 простори, има 2 простори, сега му доделивме уште 2, има 4 простори, затоа што таму имаме овој центар за децата со посебна попреченост над 18 години. Ги има што повеќе и повеќе тие деца, имаат потреба од ова и затоа го проширивме тој дел на ова здружение на овој Порака, што во оваа прилика сакам да кажам и нив му уветив дека во наредната година, ако имаме можност, овој дел ќе прерасне во центар, дневен центар за овие деца со делумна попреченост. Тоа е првиот дел и вториот дел што спомнавте за децата со церебрална парализа. Објектот се знае, тендерот од Министерството за труд и социјална политика е завршен. Добив информација дека наредната недела или околу 10 мај ќе почнат реконструкција на тој објект. Реконструкцијата ќе трае отприлика месец и половина. Ние во постапка сме за реализација на инвентарот што треба да се употребува внатре и кадрите и персоналот што треба да работи. Така да се надевам дека до крајот на јуни дневниот центар за децата со детска парализа ќе биде во функција. Прашањето со потребата за нови градинки? Потреба од нови градинки има. Ево да напомнам дека договорено ни е пуштањето на новата градинка во Рамполевката на 2 мај. Ќе дојде министерката за труд и социјална политика да ја пуштиме во употреба таа градинка. Да кажам дека од почнувањето на градењето на таа градинка беше од минатата локална самоуправа. Тоа не е ништо страшно и спорно. Во последните неколку месеци успеавме да ги регулираме крајните градежни работи што требаше околу пуштањето на таа дозволата за работа на градинката, персоналот и така да мислам дека овие денови се припремаат и на 2 мај договорено пуштање во употреба новата градинка во Рамполевката, кај што ќе се згрижат околу 100 деца и тоа не е доволно. Значи во постапка исто така, јас имам напомнато и порано дека старата градинка што беше во просториите на Тутунски комбинат, така наречени гостински простори или 50 години била детска градинка на времето, во постапка е процедурата околу реновирање и пуштање во употреба на таа детска градинка и мислам дека до крајот на годинава ќе биде во употреба и таа детска градинка. И уште нешто, во постапка и во тек е проектната планска документација за нова детска градинка во населбата Точила. Мислам дека за овие неколку 3-4 месеци планската документација ќе биде направена и можеби, ако не оваа идната година, ќе биде реализиран проектот за детската градинка во Точила, што на некој начин ќе биде заокружена потребата за децата да бидат згрижени од нашиот град. Со цел транспарентно работење и тоа по мерка на граѓаните, со нивни предлози и идеи, функционира граѓанскиот парламент. Го слушате ли гласот на народот со цел да се подобри заедно квалитетот на животот во општина Прилеп? Да, го слушам гласот на народот и токму на моја иницијатива. Вие знаете дека го организирав граѓански парламент, каде што сакав да ги чујам проблемите на граѓаните, потребите на граѓаните, за да можам во непосредна врска со нив за подобро да ги осетам и јас тие потреби нивни и желби, за да можем да излезем во престат на нивните барања. Не може да се реализираат 100% сите тие.
да се разбереме. Ама во најголем дел и оние најпотребни сето тоа ќе биде реализирано, како на пример секој граѓански парламент добивам по некоја нова идеја од граѓаните и што одма ја ставаме во функција за да може во иднина да се реализира. Значи тој граѓански парламент јас го почитувам и секогаш ќе проследи додека сум градоначалник. Доаѓа летниот период. Ќе има ли пивофест и дали може во оваа прилика да откриеме евентуално кои ќе ни бидат гостите? Пивофест ќе има сигурно. Се надевам на задоволство на сите граѓани и околината на Прилеп, затоа што е посебна таа манифестација. Во преговори сме со една компанија која што ги изведува сите овие активности, која што е организатор на пивофестот. Не сакам се уште да шпекулирам со имиња, постојат имиња кои се вртат, кои имаме желба, кои се слободни или не се. Не сакам во овој момент, во некоја блиска иднина, и тоа ќе го дознаеме. Во секој случај мислам дека граѓаните ќе уживаат во добрите гости, во доброто пиво и скава, кој што е за Прилепчани многу битно. Издвоивте средства и за фудбалскиот клуб Победа, а во тек е подготовка на нов тендер за градскиот стадион Гоце Делчев. Градскиот стадион е посебна приказна и тоа морам да нагласам. Сакам да кажам неколку збора околу градскиот стадион, околу неговата изградба, тоест реновирање на градскиот стадион. Точно како што кажав, издвоивме милион денари што му ветив на фудбалерите на Победа, и тоа реков не за фудбалскиот клуб Победа, туку за фудбалерите тие. Завчера ги исплативме тие средства од милион денари, тоа што му ветив за и во наредниот период има уште 720.000 денари за доисплаќање за ова сезона, што го додели општината на фудбалскиот клуб Победа. Околу изградбата на стадионот. Изградбата на стадионот требало да биде завршена до крајот на минатата година, ама за жал тоа не е остварено заради неправилности и технички проблеми што настанале уште за време на проектирањето. Именно стопирани сте тие градежни работи на градскиот стадион од надлежниот инженер кој што е надзор. Констатирани се недоследности и несогласувања на проектот со состојбата на лице место. Овие недоследности се од големо значење и доколку не се превземат соодветни мерки согласно законот за градба, би имало последици околу се тоа. Да бидам конкретен. Имало 3 изведувачи на градскиот стадион Прилеп. Едниот изведувач е Фудбалската федерација на Македонија, кој што требало да ги постави рефлекторите на градскиот стадион и да ја посее тревата на градскиот стадион. Нема никаква проектна документација за статиката на овие столбови. Значи, не можеме да ја најдиме во општината, можеби кај изведувачот ја има, ние такво не можеме, баравме, можеме да ја добиеме. А за изграда на такви столбови потребно, знаат случниците, дозвола за градба. Овде не е издадена дозвола за градба, издадено е решение како да се градат, да се стават канделабри на улиците. Тоа е издадено решение. И мислам дека може би има статика, не сакам да ја приоритизирам, ама не може да се 40 метри си тие високи столбови, немаме статика, документација дека тие се уредно направени, јас верувам дека се, но мора да имаме документација за сето тоа. И уште еден куриозитет што се случил таму, ако некојаш нема струја за тие рефлектори, потребен е агрегат за електрична енергија. Агрегатот бил поставен, требало да биде поставен во една од сооблекувалните, што е недозволиво во планската документација. Во теки промената и на тој дел. Тоа е едниот дел од приказната. Вториот дел, другата фирма Монтинг, што требало да ја гради челичната конструкција на стадионот, тоа е во висина околу 10 милиони денари,
не се одовествува анкерните плочи што се на трибините на бетонскиот дел со кровната челична конструкција. И нема статика на трибините, дали тие имаат доволно можност да искрепат тежината на кровната челична конструкција. Мислам дека го вративме на почеток тој проект. Тој е во Институтот за земјотрско инженерство и инженерска сеизмологија во Скопје, повторно се разгледа. Тоа било правено во јавното предпријатие во Прилеп, значи повторно е сега на докомплетирање и до реализација на правење, значи на статиката, да се види дали тие трибини бетонски можат да ги издржат овие челични конструкција, дали се тие анкерните плочи доволно силни и јаки за да издржат конструкцијата и така натаму. И третиот дел, што требаше да се гради градежните работи на трибините, околу вода, канализација, електрична струја, да се прават оние деловни објекти. Вие знаете на северната трибина, оние трибини што се покрај улицата, тука требаше да има деловни објекти и требало фирмата Новоградба да ја изгради од почетокот на август минатата година до крајот на годината за 90 работни дена тоа да биде направено. Ние оставивме до почетокот на февруари. Фирмата имаше направено само 7 до 8% оно што требаше да се реализира. И ние моравме едностранно да го скинеме договорот, затоа што сакаме стадионот да биде час поскоро изграден, да биде изграден по сите стандарди и затоа во тек е постапката. Јас направив тим од 5 архитекти кои што стручни лица, кои што ја земат целата документација од почеток, сите оние коректи што треба да се направат за да објавиме нов тендер за градежните работи и мислам дека тој е начинот, единствениот начин да се изгради градски стадион. Може би ќе се одолговлечи, ама мислам ќе се направи како што треба. Околу асфалтирањето на улиците и ударните дупки, санирањето на ударните дупки се асфалтира патот кон Вештачкото езеро, а граѓаните се сведоци дека се санираат и ударните дупки со користење на бекатон плочки. Има различни реакции од возачите. Да. Тоа сакам да го објаснам. Значи имаме 3 начини на правење на инфраструктурата на улиците во Прилеп. Првиот дел е реконструкција на ударните дупки, вториот дел е рехабилитација на одделни улици каде што треба да се изгребат и да се асфалтираат, и третиот дел каде што се треба да се асфалтираат нови улици комплетно. Тие се 3 тендери и едниот, првиот, да кажем, за ударните дупки. Ударните дупки не се направени како што треба и она што кажавте, граѓаните и возачите негодуваат затоа што се со бекатон плочки. Знаете дека вакви ударни дупки имаше многу низ градот. Тендерот го доби компанијата што требаше да ги изјадува, ама немаше можност да се стават асфалт, затоа што ниедна асфалтна база во Македонија не работеше. Во текот, значи асфалтните бази почнаа да работат во после Великден, околу 10-15 април. За да не бидат ударните дупки само со тампон. Идејата беше на случните лица дека да се стават привремено тие бекатон плочки, а кога ќе дојде асфалт, за да може да се купи асфалт од асфалтните бази, сето тоа да се извадат тие, значи тие се од привремен карактер, да се извадат и да се стави нормален асфалт како што треба. Еден проблем се јави тука затоа што компанијата што почна да го изведува тој дел од тендерот, имала некоја неправилна документација, па тој тендер го поништивне и во фаза е, и сега еве, повторно го објавивме тој тендер, значи за ударните дупки, што ќе се направи во наредниот период. А инаку, вториот дел за рехабилитација на улици, тендерот завршува на 3 мај, од почетокот на мај, значи почнуваме со реализација на овие, мислам че се
рехабилитираат 4 улици во градот комплетно, а идната недела исто така завршува тендерот, големиот тендер од 40 милиони денари за асфалтирање на нови улици. Во оваа прилика уште сакам да кажам дека оваа година нема да завршиме само на овој дел, по нешто не се случи вчера, пошто добивме дополнителни средства, како што кажав, ќе направиме барем уште еден тендер за зголемување на метражата за инфраструктура во градот. Времето предвидено за нашиот разговор истекува и на крај на овој разговор би сакала да ве запрашам: ќе имате ли елан и енергија за реализација и на останатите планирани активности? Гасификацијата на Прилеп е нешто што треба да следи, изградбата на затворениот базен, подобрувањето на бизнис климата и секако намалување на невработеноста. Одлично. Добро што и прашањето го оставивте можеби за крај и добро. Трите капитални објекти што ги ветив на граѓаните: гасификацијата, спортско-рекреативниот центар или покрајниот базен и театарот. Тие три капитални објекти јас кажав дека ќе бидат завршени до крајот на мојот мандат. Значи, отпочната е процедурата на сите три овие објекти. Гасификацијата, почнавме за гасификација почеток на планска документација и сме во разговор со компанија која што треба да ја направи планската документација, техничка документација, а разговараме со нашето јавно предпријатие за просторно урбано планирање, дали се тие во можност или не. Ако се во можност, најубаво е така, пошто го имаме, да почне таа да само да се надогради некоја друга фирма која што ќе прави планската техничка документација за гасификацијата, и гасификацијата ќе почне да се прави во 2020 година. Сега во 2018 година почнуваме со техничката планска документација. Проектот што ќе биде направен крајот на 2019 година треба да дојде примарната мрежа од гасоводот што поминува од Неготина Прилеп према Битола. Во почеток на 2020 година мислам дека ќе бидеме спремни за да ја правиме секундарната и терцијарната мрежа низ градот, посебно секундарната мрежа, и затоа внимателно ќе работиме и на реконструкциите и рехабилитацијата на улиците, за да не дојде ние денес да ги асфалтираме, а утре други ден да ги копаме повторно. Затоа комплетно таа техничка документација ќе ја правиме да биде направена еднаш, за да нема повторно рушење или асфалтирање понатаму. Тоа е дел, значи, околу гасификацијата. Во тек е постапката за правење на техничка планска документација. Има проект на театарот. Театарот ќе биде во склоп на Домот за културата Марко Цепенков. Проектот е направен од пред неколку години. Направена екипа сега од исто така архитекти, каде што ќе дотераат тој проект со одземање или додавање на некои елементи, на некои моменти на изvedба. Така да разговарано е со Министерството за култура за дури оваа година, ако има можност со ребалансот на буџетот на Република Македонија, да има еден дел, ако не до година да имаме еден дел за отпочеток на изгледба на театарот. И како што ветер, сакам да кажам на уметниците, што многу ги почитувам, кои што имаме одлични артисти, дека до крајот на мојот мандат ќе има нов театар во Прилеп сигурно. И да кажем уште за спортско-рекреативниот центар Сала Македонија. Техничката документација не се знаеше каде е, никој ја поседува, ни на кому му припаѓа, колку има долгови, кој има долгови, така натаму. При крајсни со сите тие технички работи, мислам дека и низината проектна документација почната да се прави првично. До крајот на година ќе имаме како треба да изгледа таа технички и во наредниот период уште еднаш светувам дека ќе биде изведена таа сала. Соработувате со економскиот совет, соработувате со бизнис секторот од градов и секако тука се тежненијата и нови отворање на нови работни места и подобрување на економската состојба на граѓаните. Секако, јас сум во
секогаш сум во комуникација со сите, со бизнис секторот, со компаниите. Како што знаете, јас ги посетив двете најголеми компании, Витаминка и Прилепска пиварница. Му кажав на сите компании дека ќе ги посетам сите компании, и помали и поголеми во текот на моето работење, да разговараме токму на проблемите што ги имаат, ако треба да им помогне општината во сите инфраструктурни делови, техничка документација и било што нешто друго, ако ме потребно, за развојот се ќе направиме за развојот и реализацијата на нивните проекти на Исто така и стартап бизниси за младите? Поддршка за стартап бизниси за младите? Тоа го ветив и во предизборната кампања, во тек е постапката за оваа програма и мислам дека младите морат да почнат да размислуваат да останат во Македонија и во нашиот град. Не може се тоа да е преку ноќ. Ниту може некаде на друго место да се направи преку ноќ. Ама ако имаме желба, ако имаме иницијатива, ако сакаме младите да останат во нашиот град и во нашата држава, мора постепено, перманентно, ама редовно и со успех тоа да го правиме. Ви благодарам за разговорот. Благодарам на вас. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Беше тоа емисијата разговор со повода. Наш гостин беше градоначалникот Илија Јовановски, со кого говоривме за реализираните проекти во изминатите 6 месеци, а секако и за планираните активности во следниот период. Пријатно со програмата на Канал Визија.